надевав дека владата ќе има слух за овој регионален пат, но морам да нагласам заради граѓаните дека овој пат го поврзува Свети Николе со Лозово и веќе почнат да се работи. Но недостасуваат овие 1400 метри да истиот пат биде дозавршен и докомплетиран. Знаеме чива надлежност е, но можете да замислите во каква фискална кондиција општина Лозово да може да направи еден ваков пат. Па минатата година, инаку јас овој амандман го поднесувам веќе, мислам, 4 години поред. Вардарско-плански регион помогна во финансирање на дел од патот, така да дел од општина Свети Николе до пред после Гезумелци е завршен. Оваа фаза, затоа велам фаза 2, многу добро е и заради проток на луѓе, но знаеме дека Овчеполието и земјоделски крај, од тука да поминуваат и земјоделците со сите нивни потреби, за да не се, односно да не се експресниот пат, да не одат земјоделски трактори и така натаму, да се користи овој пат. Но очигледно е дека за вака мали, за вас мали, но за нас големи регионални патишта и проекти, јас верувам дека вие како заменик министер не ни знаете, иако морам да ви кажам дека претходниот градоначалник заедно со владата тогашна на СДСМ го ветуваше овој пат, така да мислам дека треба да стоите на едно такво ветување, дека пред граѓаните на Лозово дека ќе го направите патот, но очигледно е дека немате намера уште овие 1400 метри да помогнете на општина Лозово да ги доправи. Така да ќе чекаат жителите на општина Лозово подобри времиња кои се надевам искрено за многу брзо ќе дојдат и овој пат ќе биде направен. Благодарам.